Студентскиот стандард во земјава е на дното, а Скопје е најлош пример во регионот за студентски град, вели директорот на Форумот за образовни промени Бленди Ходај. Тој посочува дека во земјава го нема ни основниот стандард за студентите, што особено лошо ќе се одрази на општеството во иднина. Сите треба да бидеме гласни и да му кажеме на институциите конкретните работи што ние сакаме да ги правиме. Што се тие? Дигитализација на високото образование, транспарентно високо образование, покачување на студентскиот стандард. Како знаете, вие со новите предлог буџет за 2024 е исто така намалена пак студентскиот стандард. Тоа не треба да се случи, затоа што иако сме на криза, секако нашата држава секогаш беше во некоја транзицијска криза, сепак не треба да се крати од студентски стандард и треба да се инвестира кон младите и кон студентите. Студентскиот стандард не смее да се намали, потенцира Ходај. Додава дека и студентите треба да се погласни во тој контекст и да се борат за решавање на над 100 проблеми кои во моментов ги имаат. Нашата држава по студентски стандард е во дното, за тоа што не може да обезбедува базичен студентски стандард за студентите. Например, да земаме еден друг пример, не само од Скопје, секако во европските земји тие земји што имаат градови што имаат универзитет се нарекувани како студентски градови и стандардот, економскиот стандард на тие градови е прилагоден кон студентите за да им биде полесно да завршат и да го поминат студентското искуство таму. Скопје е буквално не е пример, е најлошиот пример за студентски град во регионот, заради тоа што е поскап за студентите и не обезбедува една средина каде што студентите би можел да го доживеат студентското искуство. Во предлог буџетот за 2024 година се забележува пат во ставката студентски стандард, која е намалена за речиси 10%, како и во парите предвидени за наука кои се за 5% помалку во споредба со буџетот за 2023 година.